практично не е променета, ситуацијата е заглавена веќе еден месец. Што може да се случи, кога и како очекувате да се надмине оваа ситуација? Добар ден до вас и до гледачите на телевизија Нова. Не станува збор за мои очекувања. Генерално, граѓаните очекуваат некакво решение. Генерално, било кога да излезете на улица да прашате и да ви даде мисли за нова настаната да состојува. Ама нека заврши. Вика, дај да се заврши работа, да може мирно да живееме, да ги решаваме нашите секојдневни проблеми и така натаму и така натаму. Меѓутоа, она што како прв заклучок може да се изведе, значи не само кога станува збор за работа на собранието, за оно што се случува внатре во собранието, не треба да се прават проценки само врз основа на тоа, туку треба малку да се работи, да се разгледат и да се погледат малку пошироко, од проста причина што состојбите во Македонија и политичката состојба во Македонија не одудара од политичките состојби во регионот. Ако имате во предвид дека скоро сите албански лидери во регионот секојдневно повторуваат една иста изјава, значи ќе ви се случи да еден ден да изјави Еди Рама, следниот ден некој од Косово, третиот ден некој од нашите политичари тука, четвртиот ден градоначалникот например на Бојановац, кој е беззначајна политичка фигура, али во суштина сите повторуваат една иста работа. И не можете сега состојбите во собранието на Република Македонија, оно што се случува во Република Македонија, да го изземете од она што се случува во регионот. А во регионот очигледно се случуваат мощни крупни работи. Така да тој аспект мислам дека сето она што стои како најава во однесувањето на Социјалдемократскиот сојуз, а се уште го нема како најава кај албанските партии, мислам дека набрзо ќе се појави и таму некаква си приказна која би можела отприлике да значи дека во наредниот период или еден условно кажано од идниот понеделник би можеле да навлеземе во уште посериозни политички дебати во однос на разрешување на политичката криза. Така да тој аспект може би било добро таа сериозна политичка дебата која ќе се отвори од идниот понеделник и да се отвори што побрзо за да можеме што побрзо да дојдеме до решение. Доколку работиве не се отворат на некаков си побрз и поефектен начин, мислам дека се подлабоко ќе тонеме во криза, затоа што плановите А, Б, С, Д, Ш се планови за дестабилизација на Република Македонија, планови за вонуставно однесување, планови за однесување надвор од институции во системот и тие планови, нити еден од тие планови нема да ја донесе добро на Република Македонија, нити стабилизација на политичките прилики во кои се наоѓа Република Македонија. Што мислите кога велите дека од понеделник ќе се отвори нова дебата? Пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата во која сте вие веќе четврта недела бараат упорно во собранието да каже СДСМ што е договорот со ДУИ и што таа албанска платформа, тиранска платформа ќе се реализира, но очигледно СДСМ има друга тактика, тие не одговараат на прозивките, молчат, чекаат да заврши седницата и во меѓувреме се прават тие планови да се избере председател на собрание и да се избере нова влада без мандат од председателот Иванов. Тоа не е баш така од проста причина што ваквата состојба во собранието е само 2 дена. Тоа е поврзано со роден денот на Социјалдемократскиот сојуз, така да не верувам едноставно или не сум припадник или не припаѓам на ној дел од политичарите што ќе направи процена од еднодневно или дводневно однесување на Социјалдемократскиот сојуз. Не кријат, секој ден повторуваат дека наскоро тоа ќе се случи, сепак не кажуваат кога и на каков начин, но велат дека наскоро ќе се избере председател на собранието и нова влада, што доколку тргнат во ова сценарио кој викате Б, Ш, како и да е. Генерално, кога зборува за од понеделник, затоа што мислам дека постои најава, значи во политичките кулари дека и албанскиот политички фактор поактивно ќе се вклучи во барање на решение на политичката криза, спротивно на изјавата на Али Ахмети дека ќе им остави на лидерите на ВМРО и на СДСМ, бидејќи тоа веќе е внатрешно македонски проблем, тие да ја разрешат состојбата, меѓутоа очигледно работите на терен и кај самиот албански фактор не стојат баш така како што често го критикуваат Ахмети дека се однесува повеќе како наблюдувач, како аналитичар, а не како актер во политичката сцена. Знаете како, можете да разговарате за се во Република Македонија, меѓутоа не можете никако да го избегнете ДУИ, никако фактор на криза, никако фактор на решение на криза. И затоа можеби изјавите кои доаѓаат од председателот ДУИ Али Ахмети, луѓето ги се склони да ги толкуваат и така и така. Затоа што председ Демократската унија за интеграција знае дека со активностите кои ги презема на најдиректен начин ја втурна Република Македонија во политичка криза. Зошто го велам тоа? Затоа што, например, сите
пратеници од ДУИ, сите знаат дека политичката платформа на албанските партии во очигледно представува очигледно рушење на рамковниот договор. Сите знаат дека со давањето на подписи на Социјалдемократскиот сојуз е нарушен мајскиот договор кој произлегува исто така од Охридскиот рамковен договор. Така да во тој аспект, значи, не можете вие да кажете дека Демократската унија е дел од решението на проблемот, а да не кажете дека Демократската унија за интеграција е дел од проблемот во кој се наоѓа Република Македонија. Така да, колку год да сакаат и Али Ахмети и ДУИ да бидат повеќе и да бидат по-конструктивен фактор на политичката сцена во Република Македонија или барем така да се представат пред граѓаните на Република Македонија, очигледно тоа не е можно, затоа што во исто време колку што се решение, толку се и креирачи на политичката криза во Република Македонија. Може ли да очекуваме во таа дебата да се отвори прашањето и за повлекување евентуално на албанската платформа, која очигледно е главниот проблем што се појави по изборите, бидејќи беше и донесена по изборите, и тоа во една соседна држава, претседателот Иванов токму неја ја посочува и како главна причина зошто не го доделува мандатот. Очекувате ли да се случи некаков таков пресврт или сепак ќе се опстои на оваа платформа која според и претседателот и многу голем дел од јавноста и луѓето што протестираат на директен начин ја загрозува унитарноста на државата и што доколку се опстои, како тогаш ќе се надмине ситуацијата? Како вие ќе ја реализирате платформата на албанските политички партии без победникот на македонските политички партии? Кај македонските политички партии, односно кај победникот на изборите од страна на поголемата групација на партии кои ги предводи ВМРО ДПМН и кои се во исто време и победници на изборите. Па ние имавме рамковен договор во кој учествуваа најголемите партии и политички представници, најголемите политички партии на македонците и на албанците и требаше некое подолго време за да се изнајде решение. Сега како некој замислил дека целокупната тиранска платформа ќе може да реализира без учество на најголемата македонска политичка партија која и победник на изборите. Просто едноставно тие работи, знаете како, луѓето кои сметаат дека во политиката може да влечат едностранни потези, нарушувајќи ги претходно сите правила кои постојат во Република Македонија. Мислам на правилата на игра во политичкиот живот на Република Македонија и дека тоа ќе може да го изведат на најбезболен начин или дека тоа нема да помине без отпор. Просто едноставно не знам со која политика се занимаваат, во која држава живеат, на кој начин сакаат да ги решаваат проблемите. Значи очигледно станува збор за работа која не може да се изведе еднострано од проста причина што покрај што ВМРО ДПМН како најголема македонска партија победник на изборите, тука се и припадниците на помалите етнички заедници кои платформата ја оценуваат не само како што ја оцени претседателот Иванов, туку може би пожестоко. Затоа што, например, ако рамковниот договор значеше увод во стабилизација на политичките прилики на Република Македонија, воспоставување на мир, градење на соживот и диалог, Тиранската платформа е значи нешто сосема спротивно. Она наметнува немир во политичкиот живот на Република Македонија, разградба на Република Македонија, гасење на помалите етнички заедници затоа што двонационална држава. Знаете вака во денешна Република Македонија која постои согласуваството и законите на Република Македонија има место за сите. Во таа нова платформска Македонија нема место прво за помалите етнички заедници. И од таа прилика, во тој случај, таа не само што не е неприфатлива, туку не треба ни да се разговара за неа. Ако га нема место за нас, во наредниот период, се помалку место ќе има и за припадниците на македонскиот народ. Значи, станува збор за систем на решенија кои нудат промени, кои ќе бидат во интерес само на една заедница во Република Македонија, а ќе бидат на штета и ќе бидат контра сите заедници во Република Македонија, вклучувајќи го и македонскиот народ како носител на суверенитет на македонската држава. Имаме и на улиците веќе 2 месеци народ кој протестира против оваа тиранска платформа. Какви се вашите проценки, анализи? Може ли ситуацијата да ескалира доколку се тргне, тие велат дека нема да дозволат да се избере тиранска влада и претседател на собрание кој не е отворил тиранската платформа, а токму таков се разбира предлогот на СДСМ и ДУИ? Знаете, во собранието и воопшто во политичкиот живот на Република Македонија ќе чуете изјави дека кои негираат постоење на платформа. Би било смешно да не е тажно, знаете. Ако нема платформа,
Некои велат дека нема, некои велат дека нема ништо страшно во неа. Не, спорно. Значи, вие тврдите дека нема платформа. Ако тврдите дека нема платформа на албанските политички партии во политички живот на Република Македонија, тогаш како ги имате подписите за ново парламентарно мнозинство? На црни очи, на убавина? На основа на што се даваат подписи? На основа на политички договори кои би требале да се преточат во некакви си политички решенија. Така да тој аспект, значи некој кој што тврди дека нема платформа во политичкиот живот, не би зборувал за оние што тврдат дека е не безболна, затоа што е мощна болна за целокупната. Ќе биде многу болна незината реализација доколку дојде до неа за цела Република Македонија. Јас се држам само на оние што се прават слепи при очи, тврдат дека нема. И тоа тврдење очигледно не го заснуваат на ништо, туку на основа на недостаток на храброст да се соочат со граѓаните на Република Македонија, и тој недостаток на храброст го компензираат со молчење, односно со тврдење на пред граѓаните на Република Македонија дека нема платформа. Платформата постои, меѓутоа оној што ја прифатил нема платформа да се соочи со граѓаните на Република Македонија и јавно да им соопшти дека со платформата се нарушува рамковниот договор, дека платформата излегува надвор од рамковниот договор, дека платформата го нарушува и го крши Уставот на Република Македонија, дека платформата го обединува македонскиот народ за геноциден народ, дека платформата ги обединува припадниците на српскиот народ во Република Македонија за геноциден народ и слични решенија кои некој треба да има храброст да излезе на македонската јавност да ги соопшти. Во спротивно станува збор за обично шибицарење во политичкиот живот, а не за политика која би можеле да доведе до било какво решение на било кој проблем во Република Македонија. Така да, од тој аспект, оние кои што велат дека да имаат под наводници 600, 700, 800, колку год 2000 гласови и кои ги добиле подписите на албанските политички партии, подобро нека изјадат во македонската јавност, ако се политичари, ако се сигурни дека тоа што го работат е исправно и дека тоа што го работат ќе донесе на Република Македонија напредок, мир, благосостојба, нека излезат и нека го представат пред граѓаните на Република Македонија. Во спротивност, јас денеска во собранието зборев, да завршам поентата во одговорот на ова прашање. Знаете, ние 15 на години, пошто сум толку години пратеник во собранието на Република Македонија, нон-стоп сме соочени со разговор, кој станува збор за разговор со албанските политички партии, по системот тоа е во духот на рамковниот договор или не е во духот на рамковниот договор. Значи, ние цело време 15 на година бркавме духови и со Тиранската платформа у суштини ја избркавме Тиранската платформа, односно го избркавме ѓаволот на виделина. Пошто Тиранската платформа, најблаго речено, може да се спореди со ѓавол во политичкиот живот на Република Македонија. И овие протестанти кои протестираат секој ден, низ повеќе од 50 на дена ширум улиците и градовите на Република Македонија, јас денеска ги наречав во суштина истерувачи на Тиранската платформа, односно истерувачите на ѓаволот кој внесе немир во политичкиот живот на Република Македонија и кој би можел евентуално да доведе до некаков си диалог кој би можел да ги смири страстите во политичкиот живот на Република Македонија. Така да тој аспект, значи една моја почит кон луѓето кои секојдневно протестираат и ја искажуваат својата волја на еден мирен и достоинствен начин. И јас пред некој ден рекој да повторам, баш ми е драго што се учествувам во овој момент во политичкиот живот на Република Македонија и што еве со моето однесување и со мојот начин на работа ставам една цигла, еден личен печат во ѕидот на одбрана на Република Македонија срочен преку називот за заедничка Македонија. Господин Стојковиќ, албанските партии упорно тврдат дека сите барања во таа платформа се само спроведување на, како велите, тоа духот на рамковниот договор, дека тоа е практично дел кој не е реализиран од тој рамковен договор. Рамковниот договор беше договорен, усогласен, изгласан, како сакате, со посредство на меѓународната заедница, која пак важи како еден од главните, да речам, насочувачи на политиката на албанските партии во Македонија, особено на ДУИ. Тие се засега воздржани во однос на осудата на оваа платформа. Како го оценувате ваквото поведение и однесување? Претседателот Иванов дури испрати писма до позначајните адреси низ светов со апел, со барање да се отфрли, да се осуди ваквата платформа, за да не се создадат некои преседани кои потоа би се повторувале во слични ситуации. Знаете како да тврдите дека меѓународната заедница нема никакво влијание врз случувањето во Република Македонија, може наивно. Затоа што
колку што позитивно влијаеше врз развојот на станите во Република Македонија, меѓународната заедница исто толку и негативно влијаеше врз одредени работи во Република Македонија. Вие имате изјави на примерот на Албанија Еди Рама, имате изјави на серија албански политичари визави загрозување на мирот и безбедноста во Република Македонија. Јас се уште не ја слушнам меѓународната заедница да излезе со осуда на таквите изјави, затоа што со таквите изјави не само што се пали огинот во регионот, па вклучувајќи тука и во Македонија, туку знаете како денешните изјави на неколку странски амбасадори кои успеав да ги видам во меѓувреме во печатот, укажуваат повеќе се како советодавни. Ве молам, немојте така да се изразувате затоа што тоа внесува одредена врста на немир и слично, наместо пристапот да биде сосема јасен и дециден. Дека секој однесување кој ќе излегува надвор од оквирите на уставот на домицилната држава, ега зборуваме за Република Македонија, од уставот на домицилната држава Република Србија, ќе биде санкционирано од меѓународната заедница на најстрог можен начин. Едноставно таквите изјави изостануваат. Сега прашањето зошто никој не смогна сили од меѓународната заедница да соопшти дека Тиранската платформа е неприфатлива за македонскиот народ и да ја осуди Тиранската платформа затоа што значи директно нарушување на Охридскиот договор кој меѓународната заедница на некој начин го менаџираше, го спонзорираше и на крајот на краиштата ние, односно јас тогаш не сум бил пратениците во Република Македонија го преточија во уставни амандмани и стана составен дел на уставно-правниот пореток на Република Македонија. Тука е целиот проблем. Значи нешто што за порано што ви требало сериозна политичка активност, значи да спроведете преговори, да направите усогласување меѓу најголемите политички партии и меѓу поголемите заедници во Република Македонија, сега одеднаш не ви треба ништо. Сега одеднаш ќе реализираме Тиранската платформа спротивно на волјата на македонскиот народ и ќе очекуваме дека тоа ќе ни даде соодветни позитивни импулси во политичкиот живот, што е просто невозможно и одудара од не само од здравиот разум, туку одудара од нормалното политичко однесување. Знаете вака, кога станува збор за Тиранската платформа и за јазикот на меѓународната заедница. Обично луѓето велат дека, или јас се трудам таа изрека често да ја користам, вика, изрека која гласи, вика, секој јазик е твој што не зборува против тебе и против твоите национални и државни интереси. Преведено на политички план. Кога станува збор за платформата и за однесувањето на меѓународната заедница, значи независно од тоа што знаеме сите дека е напишано во Тирана. Тоа што е напишано во Тирана само лошо зборува за намерите на тие што ја срочиле и ја подпишале во Тирана. Тоа може да биде напишано во Брисел, во Њујорк, во Москва, во Вашингтон, било каде. Меѓутоа, ако јазикот на платформата е лош, независно дали е албански било кој, тој не дава простор за решение. Значи, зборуваме за јазик кој мора да биде соодветен на политичките состојби во Република Македонија. Не можете да ги загрозувате темелите на екзистенцијата на една држава со јазикот на платформата, не можете да ги условно кажано да ги обвинувате припадниците на народот кој живее во таа држава со вас дека се геноцидни, затоа што тој јазик едноставно е јазик на раздор, јазик кој внесува немир и неспокојство кај жителите на сите народи во Република Македонија, тргнувајќи од македонскиот преку албанскиот до сите други. Сите на некој начин се вознемирени од јазикот на кој е срочена платформата. Значи, јазикот на платформата е најдиректниот предизвикувач на политичката криза во Република Македонија. Тој јазик на платформата, наместо да биде на некој начин санкциониран, доведен во ред од припадниците на меѓународната заедница, ние имавме изјави од пар европски званичници дека платформата е окей, дека нема ништо спорно во неа, дека тие не гледаат зошто македонскиот народ се буни и другите припадници на националните заедници, зошто се бунат, кога тоа не е ништо спорно. Па еве, ако не е спорно, значи што тие не ги реализираат во соседните држави, што нас обвинуваат. Беше кај мене на разговор францускиот амбасадор кој ми убедуваше во некои работи. Јас само го прашав, добро, како се чувствувате, господин амбасадор, како
геноциден народ, затоа што вие бевте сојузници со српската војска за време на Првата светска војска, еден куп француска артилерија гние и рѓосува по ридовите на Република Македонија и секоја година ние на 11 ноември, вклучувајќи го председателот на Република Македонија, министерот за одбрана на Република Македонија, положуваме свежи венци по повод денот на примирието на 11 ноември 1918 година на француските војнички гробишта во Битола. Нема одговор. Во Србија се очигледно поголеми стравувањата, дека може дека ова е уште еден доказ дека идејата за голема Албанија не е мртва и дека сите албански политичари размислуваат на остварување, на незино остварување во реалноста. Каква е вашата проценка? Дали се пренагласени овие реакции? Дали е ова најава за голема Албанија, спојување на Косово и Албанија во една држава, вербализам, закана кон Брисел, дека ако не влезе цел регион во Европската унија, дека ќе се случи тоа, или пак наистина ставно збор за реална закана од која треба сите да бидеме загрижени? Видите, вака, јас сум просто восхитен од реакциите на Европската унија, од генералниот секретар на НАТО. Значи, како оштро они успеа да му свикаат на еди раме на албанските политичари. Значи, просто сум воодушевен, им се така од ова, дека од вашето студио им честитам на сериозната порака која им ја упутија на албанските лидери малку да се консолидираат со своите изјави и така натаму. Заради вас не ви делува ова реакција на меѓународната заедница смешно? Не знам, доколку Вучич даде таква изјава. Најискрено, значи, знаете како, значи. За да некој ве почитува и за некој гледа во вас реален соговорник, кој во најмала рака е објективен, треба да го заслужите тоа, знаете. Не можете вие во Република Македонија да го критикувате председателот на Република Македонија која брани сопствената држава и да давате изјави против Република Македонија, против председателот на Република Македонија, во исто време оној кој повикува на прекројување на граници и создавање на голема Албанија лево десно, викате: "Еј, дечки, дајте молам, тоа знаете како? Тоа личи кога вашето мало дете дома ќе скрши некој тање па ќе му рече: "Тај, немојте, молам, друг пат остави. Внимавај како се однесуваш да не направиш некој белја дома." Знаете како? Овдека станува збор за мощни крупни политичко-безбедносни, човечки на крајот на краиштата, значи прашања. И секакво благонаклонно однесување на меѓународната заедница секогаш било контрапродуктивно во однос на мирот и стабилноста за било кој дел на светот да се однесувало. А сега се однесува за нас. Така да мислам дека е крајно време меѓународната заедница, без оглед на апелот на председателот на владата на Република Македонија, кој можна доста коректно сложен. Меѓународната заедница малку условно кажано да се повика на ум и разум и едноставно да не ги турка работите повеќе од отколку она што обичниот граѓанин може да издржи, вклучувајќи тука Македонија, вклучувајќи тука Србија, значи вклучувајќи и сите држави на Балканот. Знаете како, кога ќе претерате во некоја приказна, очигледно значи ќе следи некаква си реакција. Реакцијата ние секојдневно ја гледаме на улиците на Република Македонија. Кога продолжат со ваквото однесување, дали мислат дека протестите и реакцијата на македонските граѓани не зависи дали се македонци, срби, турци, роми, било кој, дека ќе бидат смирувачки или дека ќе бидат и понатаму усмерени кон предизвикување на сериозен отпор на она што сака да ни се наметне. Значи, видите вака, во вакви политички ситуации обично е потребно лидерство. Јас сум повеќе сигурен дека ние во наредниот период не ќе можеме толку можда многу да очекуваме од Европската унија, од проста причина што пред 10-15 дена, кога излезе нивната бела книга за понатамошниот развој на Европската унија до 2025 година, таму е веќе утврдени датумот до кога нема да има прием на нови членови, а тоа е 2025 година и по 2025 година е предвидено неколку колосеци на прием на државите кандидатки и државите аспиранти за членство во Европската унија. Јас морам да бидам искрен во тие 5-6 патишта кои се отвараат за идното можно членство на Република Македонија во Европската унија. Може би само еден пат е некаде отприлike за нас, а тоа е некаде
некој спореден колосек кој најверојатно ќе ни биде наменет и на нас и на другите земји од регионот. И од тој аспект, знаејќи го тоа, албанските политичари не се они паднати од Марс, они ја знаат најновото издание на Белата книга на Европската Унија. Мене ми е жал само што овие жестоките заговорници на Европската Унија таа Бела книга не ја публикува во Република Македонија, па да ги видиме перспективите на Република Македонија во однос на Европската Унија, иако не ги одрекнувам. Значи, само сакам да бидат граѓаните на Република Македонија запознаени со реалностите кои не очекуваат, а не со празно искажаните зборови на било кој европски бил бирократа. Знаете како, они донесува Бела книга, они ќе се однесуваат согласно таа Бела книга до 2025 година. На нас не е да се прилагодиме кон условите кои таа Бела книга ги пропишала. Ништо повеќе или ништо помалку. И затоа сум повеќе, ова намерно го зборувам за да изведам заклучок од целата приказна. Секако, некако сум повеќе уверен дека државата ќе мора да најде внатрешни сили, внатрешна енергија, на некој начин и лидерите на политичките партии, мислам напред се на овие поголемите, да најдат или да изведат, да го излечат од себе она што е најдобро за да може да се дојде до некакво си решение кое ќе значи смирување на политичките страсти пред се во Република Македонија, а потоа и изнаоѓање на решенија кои би можеле да гарантираат стабилност и економски развој на Република Македонија. Ова е секако една предизвикувачка состојба за сите. Значи не само за меѓународната заедница, односно за Европската Унија која е во криза, туку е на некој начин предизвикувачки и за политичките лидерства и за граѓаните на Република Македонија. Па ова е исто шанса граѓаните на Република Македонија да одговорат дали сакаат држава по собствена мерка или држава која некој друг ќе им ја крои. Дали сакаат Република Македонија да биде Република Македонија или сакаат да биде променето името на Република Македонија. Дали ќе сакаат во унитарна република, да живеат во унитарна Република Македонија или ќе сакаат да живеат во единствена една заедничка Република Македонија. Тоа се прашања на кои лидерите на политичките партии на Република Македонија и граѓанството на Република Македонија ќе мора да дадат одговор. Очигледно, очекувањето дека странците ќе ни одговорат на овие прашања веќе не е во игра. Она што би можеле да очекуваме на меѓународен план или на поширока во некоја си поширока визура, тоа е какво ќе биде однесувањето на новата америчка администрација со оглед на тоа дека State Department се уште не е пополнет со кадри кои треба да се занимаваат со нас. Од една страна и од друга страна, најверојатно предстојните средби на највисоко ниво Путин, Трамп и евентуално од тие такви средби да се бараат некакви сипатишта кои би можеле да значат стабилизација на политичките прилики во регионот. Не сега да не свати некој дека сум превише тоа илузионистички настроен или дека превише измислувам, се одржа средбата помеѓу Тилерсон и Лавров, меѓутоа за регионот воопшто не стана збор. Може би ќе се случи средба Путин-Трамп и за регионот повторно да не стане никаков збор, затоа што големите сили имаат многу поголеми проблеми од нашите секојдневни проблеми. Затоа моја порака до јавност и до граѓаните на Република Македонија, мислам дека оваа криза ќе мораме сами да ја решаваме, како граѓаните на Република Македонија, така и политичките партии и нивните лидерства. Мене ме жал што добар дел од политичките партии и нивните лидерства не покажуваат капацитет за разрешување на политичката криза и се плашам дека тоа би можело да однесе некаде на крив пат, каде што граѓаните на Република Македонија на најлош можен начин би ги почувствувале проблемите од лошото лидерство. Да се надеваме дека до тоа нема дојде. Господине Иван Стојковиќ, ви благодарам што бевте наш гостин денеска. Да почекаме да видиме што ќе донесе таа дебата што ја најавивте од понеделник, во која очекуваме да се вклучат и